Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е председателот на БЕСА Билјал Касами. Господине Касами, НДП, Унитети и Движењето за реформи ДП соопштија дека ќе одат заедно на избори. Каква е одлуката на БЕСА? Како ќе одите вие на избори? Движењето БЕСА од почеток е во преговори со сите политички партии кои не се непарламентарни политички партии од нашето основање 2014 до денес па и понатаму, као последна ситуација која може да ја со која се соочуваме сега е Движењето БЕСА има коалиција со НДП на Фадил Зендели и секој ден веќе на Движењето БЕСА се приклучуваат луѓе, се приклучуваат интелектуалци, се приклучуваат од граѓанскиот сектор и Движењето БЕСА, тоа е нашиот став, не прави коалиција со политичките лидери. Движењето БЕСА прави коалиција со албанците, со гласачите, со граѓаните на Македонија. И во тој дел ние цениме дека сме ја достигнале нашата цел и секој ден ние унапредуваме во тој дел и цениме дека ова коалиција која го покажуваат и сите наши досегашни активности и протестот што беше во 9 мај кога над 30 луѓе излегува пред владата на Македонија покажа дека Движењето БЕСА прави коалиција со граѓаните, со албанците. Сами тоа значи ќе идете на избори? Тоа значи дека одиме на избори со НДП и со граѓаните и со албанците као гласачи во Македонија. Што се случува со преговорите со СДСМ за некаква предизборна коалиција? Сме имале контакти од највисоко ниво, па и во други ниво со СДСМ имаме перманентни контакти. Тоа што е во моментот ситуација, немаме никаков договор за предизборна коалиција. За после изборите нашиот став е дека би коалиционирале со било која македонска политичка партија која ќе ги добие изборите под еден услов, ако се остава специјалното јавно обвинителство да ја заврши својата работа како што треба и ако сите политичари инкриминирани во било какви незаконски активности се покажат дека дали биле криви или не пред процедури поднесени од јавното обвинителство, кога таквите политички партии би излегле чисти после овие ситуации, ние немаме предрасуди која политичка партија кај македонците ќе добие за да направиме коалиција. Ако ние добиеме кај албанците и било кој од политичките партии на македонците добие од другата страна, ние би коалиционирале само доколку во лидершипот на ова политичка партија нема луѓе за кои се отворени процедури пред специјалното јавно обвинителство. Тоа значи дека би коалицирали со ВМРО ДПМН? Доколку низиниот лидершип се расчисти од сите досија кои се отворени пред специјалното јавно обвинителство. Каков е вашиот став кон специјалното јавно обвинителство? Како си ја врши обвинителството работата? Мора да признам дека кон специјалното јавно обвинителство имаме и некој начин, како да кажам, морална обврска да ја поддржиме, затоа што ние сме прва политичка партија која преку нашата иницијатива, односно платформа за излез од кризата редефинирање, кога ние предложивме основање на специјално јавно обвинителство, кога сме тука, треба да истакнам исто дека освен специјално јавно обвинителство, ние предложивме и специјален суд кој во меѓувреме се докаже дека е неопходност во Македонија, затоа што ние гледаме што се случува со препреките што и ги прави власта, институциите, особено правосудниот систем кој и те како е зафатен од партијата на власт, затоа ние цениме дека единствена институција, единствено светло во ова темнина во која се наоѓа Македонија е специјалното јавно обвинителство, затоа ние и една од нашите барања на протестот од 9 мај беше да се остави
јавното обвинителство да си ја заврши својата работа, да не се направи никаква прешка, затоа што ние цениме дека работата на специјалното јавно обвинителство ќе врати довербата на граѓаните кон институциите кои и те како е потребна на Македонија, затоа што ние цениме дека сите други институции, почнувајќи од председателот како највисока функција во државата, ја изгубиле довербата на граѓаните, особено председателот со последната одлука за аболиција на 50 на криминалци. Ние цениме дека единствена светла точка во ова темнина, во овој тунел е специјалното јавно обвинителство. Но обвинителството е напаѓано дека работи под диктат на опозицијата, дека не е професионално. Од каде произлегуваат овие напади според вас? Ние гледаме како е зафатена државата, како се зафатени институциите во државата, кога самата министерка за внатрешни работи покажува дека Министерството за внатрешни работи е дали ВМРО, МВР. Затоа, значи, ваквите оценки од ваквите институции не се релевантни според нас. Според нас е важно тоа што граѓаните на Македонија без разлика на етничка и верска припадност ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Тоа се покажа и со протестите од шарената револуција, тоа се покажа и со протестите на Беса, и ние ќе стоиме и понатаму до крај со поддршката на специјалното јавно обвинителство, затоа што цениме дека специјалното јавно обвинителство е единствена институција која работи во интерес на државата, во интерес на граѓаните на Македонија. Господине Касами, стравувате ли дека СДСМ може да земе дел од гласовите од албанскиот електорат со оглед на тоа што опозицијската партија е поактивна во средините населени со албанци, вклучи и од етнички албанци во своите раководни органи? Ние би биле среќни кога не би била Македонија поделана по етнички линии, кога сите граѓани би имале можност да ги остваруваат своите права без етнички презнак, но Македонија во ова ситуација во која се и од овој аспект, за жал, досегашните владеачки политички партии многу лошо менаџира со и меѓуетничката ситуација, и сме во ситуација кога секој ден, особено во Скопје, се прават меѓуетнички тензии меѓу младите, институциите, државата, наместо да инвестира за кохезија, за општествена кохезија, инвестира како да ги подели граѓаните по етничка линија и во овој правец да владе со народ. Таа поговорка владеј па подели па владеј. Затоа ние цениме дека иако СДСМ направила охрабрувачки потек да влезе во лов на албански гласови, уште не се условите да во Македонија постојат и успеат граѓанските опции, за тоа што уште албанците не ги реализирале своите етнички права као етникум. Една од основните е јазикот, кога уште во Македонија се дискутира дали албанскиот јазик ќе биде официјален на ниво на државата. Ние цениме дека уште албанците не се спремни да во поголем број да гласат за македонска политичка партија, иако има и луѓе кои веќе се зачлениле таму. Ние со еден збор не се плашиме дека СДСМ во ваква ситуација може да ни земе поголем број на албански гласови, затоа што и во минатото не само СДСМ имало и ВМРО ради ваков клиентистички систем, кога некои од гласачите гласат за некоја политичка партија само ради тоа што цена ќе биде на власт. И во минатото, значи, СДСМ има земено албански гласови. Ние цениме дека со ова политика нема да успее да земе повеќе гласови, не ради низината политика, туку поради тоа што Македонија е во ова ситуација, во ова поделба, меѓуетничка поделба меѓу македонците и албанците. Што според Беса е најголемиот проблем на граѓаните на Македонија во овој момент? Не само според нас, туку и според сите анкети, според сите мерења на јавното мислење, единствено нешто кое ги соединува граѓаните во Македонија е бедата во која се наоѓаат, невработеноста и тоа што не гледат веќе иднина во Македонија. Секој ден младите ја напуштат Македонија, бегат од Македонија.
ако едно може да се пофалат ВМРО и ДУИ е дека да, голем дел од граѓаните во Македонија, особено албанците, ги интегрира во Европа, но не као држава, туку со тоа што тие бегаат секој ден и веќе барат своја иднина во европските држави. Затоа ние цениме дека во ваква ситуација, во ваква политичка ситуација во која се наоѓа Македонија, единствено што треба на младиот човек во Македонија, дали албанец, дали македонец, дали на друга етничка група, е вработување, е иднина, е достоинствен живот во Македонија. Дали ќе биде вработен во приватниот сектор, дали ќе биде вработен во државниот сектор, на секој човек му треба достоинствен живот и можност да гледа иднината во ова држава во која живееме. Господине Касами, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам исто. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.